сега е веќе време за нашиот гостин, добро утро за Дарко Дамевски, добро утро и за неговата хармоника, така да ја испочитуваме и неа, нели? Што ме хармониката тука, значи покрај промоцијата на новиот албум, ќе имаме и свирење во живо, така? Па зошто да не? Извини, вака ја само прашав. Хајде, поверете. Благодарам, Искра. Да, одиме сега понатаму со следниот наш гостин. Даре, добро утро и добре ни дојде понеделнички, кога ја гледаме хармониката, веднаш не асоцира на незините преубави звуци. Меѓутоа, пред се, добро утро. Добро утро, добро. И секако драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме за нешто преубаво што ти нам ќе ни го подариш. Инаку би сакала малку и хронолошки да подсетиме дека со хармониката сме веќе 20 години дружба. И вака си ја гушкаме. Па и кога не свириме. Точно, да. 20 години помина? Помина, да. 2004 година. Пред 20 години, да. Претходна една година како игрорец во Кутко Чорацин, во центар, потоа се роди некоја љубов према хармониката. Случајно дома се случи така слоп на околности да физички поседуваме хармоника и така почна љубовта. Да. Како дете. И еве трае ден денес, нели? Да, точно. Меѓутоа, јас би сакала за тебе да подсетиме дека сепак во себе го носиш она што е љубов кон Македонија, ќе кажам, затоа што сме биле дел од културно-уметнички друштва, а сега сме во ансамбло Танец, нашите амбасадори кои што не представувате на секаде низ светот, и тоа е секако и на наше задоволство и воодушевување. Можам да замислам секаде каде што одите какви овации таму има. Меѓутоа, во Танец сме сега, колку времето поминува, колку време поминавме? Да, па еве уште малку една година, февруари веќе. Еве за година би сакала да слушам твое искуство, како е да си дел од Танец? Па неописливо за мене, искрено, бидејќи не сум го очекувал тоа што ми се случува, затоа што многу убава енергија меѓу колегите, заемна хармонија. Тоа е важно. Оркестарско музицирање, за жало, тој тип е само едно. Оваа музика, да кажем, ново компонирана и обработена изворна музика. Оркестарот на Марата не постои. Веќе локални оркестри, да кажеме, од културно-уметничките друштва веќе полека изумираат. Останавте само вие во Танец, Танец претежно онака, да кажам, групно како оркестарот со повеќе инструменти, или што се случува, нема интерес? Па мислам дека нема интерес и веќе дека децата, односно родителите ги усмеруваат кон, не е лошо, кон спортови, кон други едукативни игри, но сепак ајде да се навратам 20 години наназад. Јас не памтам од моите генерацијски другари тогаш да некој одеше на џуџицу, теквондо, не знам, карате. Имаше неколку општи спортови, повеќе децата беа фокусирани на игрорни, нели, општите спортови, кошарка, фудбал и ракомет. Неспорно дека е добро да се спортува, но сепак ќе кажам, мислам дека фали она пак да се усмери, или не знам, можеби образовниот систем треба да го спроведе во основните училишта. Одлична идеја и мислам дека ова ќе треба да дојде. Со оглед на тоа дека овој податок навистина не го знаев, па вака ми дојде малку и како шок. Меѓутоа, тоа е неубаво за нас како информација, затоа што е многу добро од твоја страна, оние кои што не слушаат во моментов или наставниците по музичко, мора да се посвети внимание кај дечињата, ако забележат било каков талент, поседува, го има тој капацитет, потенцијал за хармоника, кавал, што и да е, за да се работи со инструменти. Во музичките училишта има инструменти со кои што може, ако ништо друго, да им се доближа до учениците, или не постои такво? Ако не се лажам, да, има мандолински оркестри, блокфлейти, хорски групи се создаваат. Да, но сепак пак ќе кажам дека македонската музика е македонска музика и децата треба да се задаат за да ние некако се представиме пред светот, знаете, се останато е туѓо, како да кажем, класичната музика, модерната музика пак доаѓа од западот. Бетовен, Моцарт учат и за нив, меѓутоа добро е да ги познаваме, но не мора да во длабински да навлегуваме. На денешната музика, но сепак пак треба некако на некој начин да се представиме пред другите. Така. Она што ова утро сме тука е нешто што е преубаво, вардарски виор.
Тоа е она за што зборуваме, затоа треба да се пренесува од генерации на генерации, но ајде да се надеваме дека нешто ќе се промени во училиштата, затоа што не само и за музичките инструменти наставниците треба секогаш да ги забележуваат талентите кои што ги поседуваат дечињата, па некако таму да се обрне многу повеќе внимание. Од сите можни предмети не можеме да бидеме добри, но еве, ако не бива за хармоника, ако не бива за друг инструмент, а е наш македонски, зошто да не го мотивираме тоа дете? Еве, ако ништо друго да биде члени на танец или било каде низ нашата земја да ја представуваме Македонија, нашата култура и традиција. Велиме, хармониката е мост помеѓу тишината и музиката, а нејзините звуци се како шепоти на душата кои ги пренесуваат најдлабоките емоции. Ке ни го пренесеш ти ова сега што јас го кажа во моментов? Може. Ајде, зашто сме подготвени, тоа оставам се разбира на тебе, затоа што прекрасен стих кажав. Одлично. Колку е убаво навистина да се слушнат овие звуци. Колку често сме со хармониката? Секојдневно. Меѓутоа, дали и во домашни услови? За жал поретко. Сега сме со мало дете, па на пате и друго. Да, професионално, нормално. Да се живи здрави. Дека сум секој ден, но некогаш идеите вака што произлегуваат некогаш на виделина си бараат посветување, си бараат изолација и тоа е таа мисла кога е масовна тишина околу мене. Знае некогаш да избегаат и 3-4 часа во студио или во домашни услови кога имам опција да сум сам со хармониката или ќе кажам пак во студио кај што си изолиран, звучна изолација, не ти пречи никој не те бара, на никој не сум потребен. Потребна ни е, значи, самотијата. Ме интересира дали, еве, твоето детенце се уште мало, меѓутоа, како велиме, од мали нозе може да се почувствува сигурно дека и ти како музичар можеш да забележиш. Дали поседува некакви, покажува ли знаци за музиката, за хармониката? По мене, па и според мајка му, мислам дека поседува, бидејќи оние општо познати детски песни што се со ритмика ги владеат добро, сопругата игрорка. Така. Јас сум музичар и да се надевам дека не минувам тој талент, па сигурно дека ќе ве наследат дечињата и дај Боже да е така, нели, зошто да не би се радувале ли? Така, да, јас би бил пресреќен и предоволен да некој да се бави и да кажам благословен со оваа професија, бидејќи нема привилегија секој да се занимава со музика. Така, што отсвиривме инаку да прашам? Скопскорот Ангел Нанчевски, еден од првите хармоникаши во македонското радио, своевременик со Кочо Петровски. И за мене двајцата се основоположници на ова модерно, да речем, музицирање на македонска народна музика. И создавање на ора, чочеци и така натаму, да. Ме интересира. Еве сега сме после 20 години и предходните нели што си ги имаме твои композиции кои што ги создаваш, ора, чочеци и така натаму, кои ги слушаме од твојата хармоника, си ни гостувал тука, сме ги промовирале и така натаму, меѓутоа сега сме ова утро поради тоа што го имаме Вардарскиот виор. Тоа е веќе новиот албум на Дарко Дамевски. Така ни насловот си стои на екранот. Како се создаде, сега да позборуваме за овие минути, да ги искористиме токму за Вардарски виор, што повторно асоцира на наше нешто убаво, македонско. Да, можеби јас сум, не знам, локал патриота. Првиот албум беше скопска приказна. Да. Првиот албум беше скопска приказна, другиот е Вардарски виор и осеќам некако така не потреба туку. Третото ќе биде Скопје во срцето, го не знам. Можеби да. Често бев отсутен од дома, дури средно музичко кога бев, предавањата беа од 8 па завршува некаде 16-17 часот и бевме нонстоп во центарот на Скопје. Факултет исто беше во истата установа, истиот простор се беше покрај Вардар. Така некако и во младоста излегував околу таа, нели, позната река и мислам дека
така ми дојде некако искрено. Спортував, одлична идеја. велосипед возев на кеот и така некако многу убаво се чувствував кога ќе ме провееше некој такав вардарски ветер, да Носи кажам. убави емоции покрај Вардар, Да, така. да го споменам. И ден многу. денес е тоа така како што забележуваме, нели? И фала Богу што Да. е така, да си уживаат сите оние кои што шетаат покрај оваа наша македонска реката Вардар. Сега ќе позборуваме за сето она што го содржи. Јас кажав дека се изненадив, сега не е за изненадување, меѓутоа очекуваме CD, но тука имаме едно USB, каде што тука се твоите сега создадени во Вардарскиот албум Ора Чочеци и така натаму. Ајде да позборуваме за тоа, значи како се создадоа. Веќе споменавме и кажавме со оглед на тоа дека самотијата во студио, ми сам со мислите, сам со своите емоции кои што начнавме од сепо нешто покрај Вардар, се создале, ги имаме во умот, но ги имаме и ги носиме исто така во душата, така, за да се создаде ова. Па ајде нешто малку повеќе, да ни пообјасниш за сите овие кои што ги имаме, колку Ора и Чочеци, 7 инструментални дела, да. Идејата почна некаде пролета, кон летото, кога веќе се ослободив од некои одредени обврски, па дојде идејата. Сакав прво кај мене во студио, после се договорив со мојот колега, продуцент на овој албум, да ги работиме кај него. Така. 7 парчиња излега, очекував дека ќе бидат повеќе, ама се немаше време некако дека сите по обврски, по настани, свирки, кои со работни обврски, кои во странство, летно време беше одмори и не се погоди ситуацијата да бидат повеќе, ама јас сум задоволен бидејќи некако и се врзувам со бројот 7, па Да? Што значи сепак не е како што сакаме, туку некогаш 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 и сами се местат така, работите, така ли? Еве ќе ги кажам, односно ќе ми помогнеш со оглед на тоа дека очилата ги немам со мене. Меѓутоа не е до очилата, туку тука е некако и боичката со белите. Со бела, Добро, на како бела и да позадина. е, Бисер Оро, Вардарски виор, Анина игра, Мелем деветка, 9-7, Мелос Чочек и Кумово Ора. Така, И кој вели дека јас без очила не сум можела да прочитам. Да, се создадоа токму овие и многу е интересно со нивното создавање, како што споменав, мене секогаш ми е тоа она највпечатливиот момент кај вас, општо да кажам музичарите, како сето тоа се создава, го пообјаснивме и колку време беше потребно за да се создаде овој албум, еве кажавме веќе се дружиме 20 години сепак со хармониката. Па, временски... Колку внимание му се посвети. И начинот на кој се создаваат стварно не можам да го појаснам, некако спонтано си доаѓа така, нели, почнуваш да се расфируваш, доаѓа некој мотив, го разработуваш и гледаш дека поминале 5 часа и за тие 5 часа си створил 40 секунди музика. Одлично. И идејата дојде во мај некаде и со паузи одредени, па ќе речеме имавме патување со танец, колегите беа отсутни на приватни патувања. Во мај се почна идејата, се снимја некои демо снимки, 2 или 3 кај мене во студио. Така. Потоа август при крај некаде се договоривме колективно со сите колеги да ги поздравам што учествуваат во албумот. Септември започнавме со снимање, полека тоа дур се ние велиме музичарите измикса, дур се дотера, се едитира, малце е подолг процес и сега дека што кажам дека сме одвоиле 5 дена во часови за следување на половина час на музика. Да, малце делува смешно, но голема е постпродукцијската работа. Знаете дека се е во живо отснимено, не сме компјутери, не сме роботи да е секаде точно, секаде на клик, што би рекле ние. И не треба да бидеме не треба да е, такви луѓе. Јас сум секогаш задоволен кога има доза на природа во природа, емоција. Да, во секој Да, кажавме и уште еднаш, јас ќе го повторам ова затоа што ми е толку многу убаво ми звучи, но повторно ќе ни отсвириш нешто, подготви се зашто. Хармониката е мост меѓу тишината и музиката, а незините звуци се како шепоти на душата кои ги пренесуваат најдлабоките емоции. Повеќе. Така,
И навистина се најдлабоки емоции. Хармониката е еден од најбавите инструменти и еден од потешките инструменти. Физички да, за изучување можеби не е за разлика од по Имаме мене. проблеми со грбот, некогаш се јавуваат ли зависно веќе и како што поминуваат годините. Сега се појгем од себе, не дека хармоника носам. Меѓутоа годините доколку се претера, го прават тоа своето. имам забележано доколку се претера со активности, со не особено стоечки, се има проблем со Затоа треба да грбната се мускулатура. Да. Тоа е конструиран за седење, само кој не прашува тука на Балканот, да, малце. Начинот на изводба е друг. Ве повикуваат на маса, можам да замислам како се тоа изгледа. Во угостителските објекти обично не е Да, така. визуелно ниту седиме, ниту просторно некаде да се сместиме така да. Еве, јас пред да го погледнеме и спотот и видеоизданието кое што за Вардарски виор и прекрасните звуци на хармониката, ќе имаат можност и гледачите да уживаат во ова видеоиздание. Само би сакала уште еднаш, с оглед на тоа дека си член на Танец, што е она што го подготвувате сега во моментов? Годишен... Зошто одиме на работа сега во овие денови? Да, што правиме, што подготвуваме? Јубилејниот 75 години Танец прославува, значи јубилеен и новогодишен концерт. Одлично. Овој Се подготвувате? Да, се подготвуваме. Голем е процесот, многу членови, оркестар, Така. пејачки кор, Ке не изненадите секогаш преубаво и пријатно. хронолошки ќе одат работите да не откриваме многу, ке не би дојдете гости на таа тема. 75 години. Да, така. Не се малку, така да се гледа се да се опфати, а е емерно огромен И сега оваа репертоарот. последна минута ќе ја искористиме што ќе погледнеме во продолжение. Видеозапис за едно од делата, тоа е Мелем деветка, едно од така моите подраги. Сите колеги кои беа учесници во снимањето исто им се допадна нив повеќе, па сум од колега од Танец Тоше Петров, така одвоивме неколку Вие сте часа професионални да музичари. снимиме еден Така, видеозапис, да остане нешто така визуелно, за да може вака. Одлично. Многу Да ми е се драго тоа. што беше понеделнички, дел од нашата утринска програма, да уживаме и во звуците на хармониката и да позборуваме и секако е за голем поздрав тоа што го оставате за да го има македонскиот народ. Ќе го погледнеме ова видеоиздание во продолжение, па се гледаме повторно. Благодарам, фала за одвоеното време. Благодарам и јас.